Во странство, таква компетитивност постои на пазарот. Никој не е израснат со идејата, окей, завршете образование, вработете се и решен ви е проблемот. А еден од коментарите што го добивавме првиот пат кога почнавме да го рекламираме AI-Tech Summit-от е дека сите мислеле дека е некоја скем, затоа што не е логично Жини Лим од Хонг Конг, односно мајката на првиот хуманоиден робот AI Софија, ќе дојде и ќе збори во Македонија. Доколку јас на првиот фон скрининг слушнам дека некој воопшто не знае што работи TBM и зошто би се вклопил во нашата култура и зошто сака да работи за нас, воопшто не го поканувам за второ интервју. Добре дојдовте во новата епизода, во втората епизода на подкастот На каде одиме на Кариера МК. Јас сум Марија и на моje големо задоволство денеска ќе имам можност да разговарам со Мерико Котова, тај Chief Marketing Officer и партнер на TBM. Мери, ти благодарам што си дел од На каде одиме. Марија, здраво и благодарам на поканата. Со задоволство би сакала да се вклучам во една ваква дискусија. Да, имаме многу теми за разговор, многу интересни теми. Па еве за почеток, можеш ли да ни раскажеш накратко за TBM, со што се занимавате и од каква индустрија доаѓаш? Така. TBM е компанија која што со почетоци во Прага во 2012 година, која што има присуство во Македонија веќе некои 6 години. Јас од пред 3-4 години сум партнер и Chief Marketing Officer таму. Официјалната дејност ни е организирање на бизнис настани, каде што спојуваме буквално експерти од едно поле со спонзори, со интелектуалци, буквално мрежување на сите тие бизнисмени. И немаме една единствена индустрија. Нашиот тим, продукцијски тим, гледа што е актуелно во моментот, така да ние во нашите 35 до 40 евенти, конференции и самити што ги правиме на годишно ниво, можете да најдете теми од финансии до пример oil and gas, односно секторот за енергија, до секторот за градежништво и така натаму. Значи, доколку сознаеме некоја интересна актуелна тема, се фокусираме на тоа, го истражуваме пазарот, гледаме каде има потенцијал и каде експертите и професионалците сакаат да учат едни од други и тоа го ставаме во акција. Ова звучи на вистина специфично и многу интересно. Па какви луѓе всушност ви се потребни за да ги извршувате сите тие дејности и што нудите на своите вработени за да се вклучат? Да, одлично прашање. TBM како компанија, со исклучок на AI-Tech Summit-от кој го организиравме 2023 и 2024, функционира исклучиво во Европа и во Америка, во странство. Значи, не работиме со македонски пазар. Токму затоа профилот на луѓе што ни одговара на нас се малку поразлични сите македонски компании. Ни треба некој амбициозен, некој што thinking outside of the box, некој што цело време не би се задоволил со статус кво, туку цело време ќе бара во себе да го оствари тој потенцијал. Што значи тоа? Пример, јас еве како маркетинг менаџер, кога добивам од HR CV-а, одбирам личност што не само ги задоволува нивото на англиски или диплома од факултет, тоа е нешто минимум, нешто базично. Она што јас го барам е да видам дека има иницијатива за константна надоградба. Пример, во последно време почнавме да соработуваме со IQ Online Академија, бидејќи луѓе што се запишуваат на такви надоградби во вид на курсеви и академии надвор од стандардната едукација, се оние кои најверојатно имаат таа амбиција во себе за и на работното место секој ден кога ќе дојдат да ја донесат таа енергија и да го извадат максимумот. Што е исклучително важно. Исклучително важно, затоа што во странство таква компетитивност постои на пазарот. Еве ние имаме канцеларија во Прага, таму е многу полесно да најдеме такви луѓе бидејќи никој не е израснат со идејата, окей, завршете образование, вработете се и решен ви е проблемот. Цело време се надоградуваат, цело време бараат начин за прогрес, не е застанато до моментот кога се вработуваат, имате некоја финансиска сигурност и толку образованието и надоградбата завршува. Токму затоа бараме такви исклучиво интелектуални и амбициозни луѓе и секако со таква идеологија ја базираме и платата. Значи, нашиот систем на наградување на вработените се состои од базична плата, која не е во некое, да речеме, високо ниво, затоа што сакаме да го поттикнеме нивниот дел, нивниот придонес да биде на многу високо ниво, со што би добиле огромни бонуси. Значи, акцентот е ставен на навистина високи бонуси, да се издвојат уште од старт
оние хај перформери кои што со добро завршена работа, што подразбира пример донесени одреден број на делегати на самата конференција или потврдени одреден број на спикери за агендата, да се издвојат тие индивидуи и навистина да бидат наградени, да не потикнуваме на работното место да се задоволат со базичната плата, да им е доволно за да преживеат и да дојдат во некоја комфортна зона, да не се трудат константно да напредуваат и да носат извонредно високи резултати. Оно што е многу важно, што го спомна, е излегување надвор од комфортната зона, нешто што можеби доста луѓе ги плаши. Па какво е твоето искуство во однос на вработените и во однос на новите кандидати кои што доаѓаат? Какви се новите генерации во однос на тоа? Спремни ли се за ризици? Никогаш не можеме да бидеме сигурни. Видовме големен интерес за напредок во новите генерации, но првиот тест дека буквално некој човек е правилниот за таа работа е кога го праќаме на конференции. Значи, еден вид на награда за оние што перформираат на високо ниво е да присуствуваат на таа конференција. Како што кажав, тие се обично во големи европски метрополи, се среќаваат со луѓе и професионалци од многу висок ранг и токму тогаш се гледа кој е оној успешен човек кој може да води конверзација со CEO на Coca-Cola, да седне на маса и да направи муабет и да разговори за фраканција со CMO на компанија како Shell. Значи, токму тогаш гледаме кои се вистинските луѓе за работа. Обострано, ова е нешто што пак потикнува интерес кај многу луѓе да се вработат кај нас, бидејќи не секогаш имаат можност да бидат ставени во такви средини со такви професионалци и да патуваат на интересни локации како дел од работата. Така, апсолутно. А и ти имаш искуство и во патување, во живење во други земји, и предпоставувам дека и тоа искуство те направи тоа што си денес, успешна во својата работа. Токму така. Мири, како изгледа процесот на организирање успешна конференција кај нас во споредба со големите конференции во странство? Па самиот процес е доста поразличен. Накратко ќе ви раскажам за странскиот начин, странските конференции како ги организираме. Тоа е 5-месечен процес. Почнуваме со идеја, како што реков, истражување што е интересно, во која индустрија, каде луѓето бараат на доградба. Се прави една агенда со спикери од врвно ниво, затоа што само така можеме да привлечеме другите професионалци кои ќе ја погледнат агендата да се заинтересираат и да сакаат да присуствуваат на тој евент. Потоа доаѓа период кога маркетинг и одделот на продажба стапува во игра, за да ги исконтактираат сите тие релевантни индивидуи да ги поканат. Подоцна ќе зборуваме и за начинот на маркетинг, ама ние водиме комплетно различен маркетинг од она што ви е познато на овие простори, така да и тоа ќе го спомнам. Сега, како контраст во Македонија, од искуството со AI Tech Summit-от, прво квантитетот на луѓе мораше да биде многу поголем, бидејќи ако на обична конференција во Европа и во Америка наплаќаме од 2500 до 3000 евра за еден човек да присуствува, што е нормален буџет дозволен на таков вид на професионалци од нивните компании. Во Македонија тоа е нечуено. Значи, многу малку компании, малтене никој, не го одобрува тој буџет за нивните вработени да присуствуваат на такви евенти. Затоа моравме да го прилагодиме форматот, цената за учество да биде помала, но моравме да ставиме повеќе на квантитет, значи да донесеме околу 700 луѓе, за да има некоја математика зошто би се организирал тој настан. Исто така и во самиот пристап во Македонија некако се одвива во последен момент. Имавме многу интерес, но начинот на одлуки, донесување на одлуки во странство ни е многу полесен. Дали дека ние веќе 13 години функционираме на европски и амерички пазар, ама за недела-две експертот може да се одлучи од која ќе ја добие понудата, да, тоа е нешто интересно, ми треба, или не, ова не е за мене. Додека кај нас имаше едно мало одовлечување во целиот тој процес на одлуки, што пак научивме да го компензираме со тоа што почнувавме да го работиме самитот многу порано. Мери, како реагираат македонските компании во однос на спонзорирање на вакви настани и какви спонзори барате во Македонија? Буквално бивме изненадени колку добро не прифатија, затоа што иако ние веќе сме добро познати во европски и амерички стандарди и локации, во Македонија TBM беше само компанија која се појавува на страни за рекрутирање или има канцеларија, има присуство, но не знаеа точно што се работи. И нормално не знаевме како ќе бидеме прифатени. Но заради тоа компензиравме со навистина извонредни спикери, донесовме спикери од Хонг Конг, од Америка, никој што
не би го запознале, публиката би немала шанса да го види туку така на секоја конференција. Тоа беше нашето форте и мислам дека заради тоа уште од првата година имавме многу голем интерес за спонзорите кои си рекоа, значи ова е единствената шанса каде што веројатно ќе имат доста заинтересирани луѓе да ги запознаам првично тие индивидуи, а второ и да можам да ги изложам моите продукти пред голема толпа луѓе. Така да јас сум задоволна. Иако можам да кажам дека може секогаш да се подобри, како за први 2 години имавме одличен одвик. Тоа значи дека македонскиот пазар е сепак подготвен и нели ги следиме постепено оние светски трендови во организирање на конференциски настани. Се уште не на ова ниво, на некое помало ниво да, но далеку сме од тоа што е Европа, каде што секоја компанија во секој оддел, дали е тоа маркетинг, HR, продукција, продажба, конструкција, манифекчеринг, производство, во секој оддел главниот на одделот има буџет за надоградба. Значи сите тие индивидуи еднаш годишно, 2 пати годишно побарано име од самата компанија да не застанат со развој, туку да присуствуваат на некој ваков настан. Тоа е таму стандардна појава. Кај нас е малку се уште застануваме во овој оддел, со што би рекла дека се јавува еден апетит за вакви евенти, гледам по тоа што почнуваме повеќе и повеќе да организираме, но далеку сме од тој стандард дека секоја компанија над 50 вработени има буџет за вакви настани. А што ни треба назад да ги достигнеме тие светски стандарди во организирањето конференции? Па мислам дека луѓето би требале да ги увидат првично бенефитите. Бидејќи јас во нашата компанија едно од главните мотоа по која се водиме Your network is your network. Односно вредиш колку што ти вреди мрежата на луѓе. Така да со организирање на вакви настани кои што веќе почнавме во Македонија и гледам и други компании се обидуваат да го направат тоа, многу брзо компаниите ќе разберат дека тој начин на вмрежување, тој начин на разменување идеи, начин на разменување и поттикнување на иновативност меѓу младите е нешто што ќе не донесат до европски стандарди. Така, и претпоставувам дека и со поголем буџет сето тоа ќе може полесно да се оствари. Еве спомнуваме дека ние со малку помали буџети располагаме и вложуваме, но свесни ли се постепено компаниите, па еве и вие лично дека требаме или повеќе да вложуваме во вакви настани кај нас, па и повеќе буџети за да може да се доближиме до оние странските? Дефинитивно се буди свеста и сега нормално нашите компании не сите перформираат на тоа ниво како европските, ама се гледа бенефитот од присуство на еден ваков евент и сигурна сум дека во најбрзо време ќе бидеме некаде близу до Европа. Мири, како изгледа стратегијата за продажба на билети за еден настан во Македонија во споредба со странство? Во Македонија, првично ако можам да го објаснам нашиот стандарден начин за да направам споредба, како што реков, ние одиме на еден поинаков маркетинг. Не одиме со рекламирање на социјални медиуми. Го користиме LinkedIn, ама не спонзорирано. Зошто? Бидејќи нашата таргет публика во странство се експерти, индивидуалци кои што на тоа ниво не би одговориле на некоја покана што ќе ја видат како спонзорирана на Instagram, на Facebook, на Twitter. Значи малце посериозно мора да пристапиме и затоа целиот наш маркетинг се одвива со LinkedIn, имейл маркетинг, официјален имейл до нивните корпоративни имейлови и нормално продажба преку телефонот која ги добиле мейловите да потврдиме дали има интерес. Додека во Македонија баш нешто различно што прв пат моравме да го пробаме. Имейл маркетинг и LinkedIn функционираше, не на тоа ниво како во странство, така што тука вклучивме и социјални медиуми, имавме доволно спонзорирање на Instagram, на Facebook, така ги таргетиравме од секоја страна и имавме успех, ама прв пат се соочивме со нешто такво бидејќи во Европа начинот на маркетирање и продажба е малку различен. Па, ете, се надам дека постепено тие трендови светски еве ни ги носите и кај нас и во однос на организирање на конференции и така натаму. Па ете, каква е публиката во Македонија во однос на очекувањата на ваквите настани? Какви се посетителите кога еве ќе ги споредите конференциите и настаните кај нас и во странство? Многу е полесно да ги оставиш луѓето со вау во Македонија, да ги оставиш буквално чудо невидени од тоа што се случува поради недостигот на многу такви евенти. Додека во Европа многу наши конкуренти
исто како нас носат извонредни спикери, носат врвни панел дискусии, така што таму веќе има некој друг стандард на што треба да значи бизнис евент и многу е потешко да ги импресионираш истите тие луѓе што се поканети од неколку фирми да присуствуваат на таков настан. Додека во Македонија немаше такви настани. Буквално еден од коментарите што го добивавме првиот пат кога почнавме да го рекламираме AI-Tech Summit-от е дека сите мислеле дека е некоја скем, затоа што не е логично Жини Лим од Хонг Конг, односно мајката на првиот хуманоиден робот AI Софија, ќе дојде и ќе збори во Македонија. Затоа многу од луѓето беа во неверување дека нешто такво ќе се случи. Каква привилегија да имаме тука. Една од многуте спикери што беа вредни да се спомнат, така што овде е се уште некој млада публика која што е воодушевена од било каков настан, што е малку поразличен од вообичаените што ги имаме. Како и да воведуваме новости постепено. Воведуваме новости и младината гледам дека со веб самит, со посета на различни интернационални евенти го сака тоа, го гледа во странство и го препознава како квалитет што треба да го имаме во Македонија. Па следствено на тоа, кои формати најмногу успеваат кај нас, во смисла панели, работилници, нетворк сесии според тебе? Според мене треба да е комбинација на неколку фактори, затоа што сепак таа публика од 700 луѓе треба да им се задржи тоа внимание во тек на 2, 3, 4 дена. Така што доколку е само проследено со работилници ќе бидат премногу изморени, доколку е само проследено со презентации може да им биде досадно. Така што некоја комбинација на презентации, панел дискусии, работилници би било нешто идеално. Така комбинација е секогаш најдобро. Какви настани според тебе мислиш дека и недостасуваат на Македонија? Буквално секакви. Почнавме со IT настани, гледам дека таму има најмногу одзив поради тоа што многу странски IT компании веќе имаат присуство кај нас, но тоа не значи дека не треба да организираме настани во другите области од финансии, медицина и така натаму, бидејќи како што кажав, треба да инспирираме да се достигне тоа европско ниво, каде што секој професионалец по барање на фирмата мора да се надоградува на годишно ниво и да не заостанува во место од она што го научил пред 5-10 години. Да. Мири, во однос на оние промени кои што ние треба да ги направиме за да се подобриме, кои сметаш дека би требале да бидат тие? Па јас би рекла дека демендот, односно побарувачката за вакви евенти доаѓа од вработените. Нормално најлесно ние да ги контактираме фирмите и да очекуваме, но доколку тие не слушнат дека се збори, дека самите вработени бараат да присуствуваат, дека се случуваат многу интересни работи на тие настани каде што може да бенефицираат на една компанија, што сепак тоа доаѓа од долу, од вработените, додека не слушнат надлежните една таква побарувачка, немаат интерес зошто би инвестирале во нешто такво. Така да мислам дека од самиот вработен треба да си ги бара правата, треба да инсистира да биде пратен на некоја доедукација каде што ќе може да научи нешто ново, дали од светски, дали од локални експерти, да запознае нови луѓе и буквално да придонесе нешто за себе си и за компанијата. Го спомнавме и низ разговорот AI самитот кој што успешно помина и денеска се зборува за тој самит, навистина успешно организиран. Следствено на тоа, колку сме ние подготвени како македонска бизнис заедница да ги прифатиме можностите кои што ги нуди AI и како AI ја менува индустријата на маркетинг, финанси, здравство, образование? Па мислам дека во однос на се друго, ова е нешто што најбрзо се достигна кај нас. Имаше таков бум пред 2-3 години со ChatGPT, створи таков интерес кај сите, што воопшто немаше резистенција кога станува збор за воведување нови алатки. Обично, како што кажав, знаеме во некои оддели да заостануваме позади Европа, но ова е нешто што увидов дека многу компании многу брзо го применија. Дури и првата тема на AI-Tech Summit-от беше со поента да се назначи дека AI не е тука да не замени. Бидејќи многу од младите, како што почнуваат да видат дека може да бидат заменети, се створи страв кај нив. Но мислам дека сега увидуваме дека со AI може само да си ја подобриме и олесниме работата. Не дека ќе станеме заменливи, туку дека напротив може многу подобри резултати да се донесат. Мислам дека сме одиме во правилна насока кога се работи со тоа. Многу компании се отворени кон овој концепт. Така што во тој поглед не заостануваме воопшто и особено иднината е на младите, а ние младите сме тие што први ги прифаќаме некои интересни изуми, така што во добар правец сме како држава и
како економија. И некако кога има некои новитети, посебно во технологијата, први се тие младите кои што нели ги пробуваат, повозрасните можеби се поскептични. Во секој случај сваќаме дека без технологија денеска и без AI нема ништо. Мери, доколку треба да дадеш совет на некој што би сакал да организира настани, кој би бил тој? Советот би бил да се донесе странски кадар, да се донесат странски експерти, бидејќи многу пати македонските евенти ги се поновуваат истите спикери, гледаме ист вид на луѓе што говорат и што нудат експертно мислење. Мислам дека кај нас, она што ќе не воздигне, она што ќе не направи уште погладни за такви евенти, би било доколку се донесат странски експерти, како што пробавме тоа да го направиме и ние, бидејќи имаме многу да научиме. Светот е голем, а не секогаш компаниите имаат буџети, како што спомнавме, да ги испраќаат своите вработени на такви странски тренинзи, странски конференции. Така што ако јас би почнала од нешто, тоа би било да се организира настан без разлика во која индустрија и на која тема, ама со странски експерти. Мери, големо искуство имаш и во странските земји, има живеено и во Мексико Сити, Америка, Прага, ако не се лажам, ќе ме надополниш ти, Лондон, да. Исто така, и која е разликата во рекрутирање во сите овие различни земји? Добро прашање. Буквално треба да навлезеш во менталитетот на населението за да знаеш како можеш да го излечиш максимумот. Она што јас лично, како менаџер и косопственик на компанија го практикувам, имаме HR оддел кој што е одговорен за достава на CV-а и на резимеа кај нас, но јас не оставам финалната одлука, односно процесот на рекрутирање на делот за човечки ресурси. За мене најбитно е кога ќе седнам со потенцијален вработен, дали ќе кликнам, дали ќе осетам таа енергија, дали ќе го видам тој жар во очите, дека ќе придонесе и дека ќе проба да даде се од себе. Значи, затоа јас се инволвирам многу рано во тој процес на рекрутмент, од самиот телефонски повик кога ќе го добијам CV-то, до прво интервју, до второ интервју и така натаму. И сега нормално разлика има многу. Она што забележав и што е интересно во Македонија, и ако можам да го назначам како еден мал совет за нашите млади луѓе што бараат работа, што не сум го приметила во странство, е недостиг на подготовка, односно доволно истражување за компанијата во која аплицираат. Пример, рекрутирање во Шикаго е многу едноставно, дури досадно, затоа што сите добро ќе ја истражат, веќе се добро спремни за тој фон скрин кој ќе го добијат. Значи, буквално се јавуваш зошто би аплицирал за TBM група и добиваш исцрпен одговор, точно знаат што правиме, точно знаат како би се вклопиле во нашата корпоративна култура. Додека во Македонија видов дека кај повеќето, не кај сите, постои една тенденција, барем за тие што бараат активно работа, да се испраќаат CV-ња малтене секаде, и тоа не остава добар доем. Значи, доколку јас на првиот фон скрининг слушнам дека некој воопшто не знае што работи TBM и зошто би се вклопил во нашата култура и зашто сака да работи за нас, воопшто не го поканувам за второ интервју. Така да, земе за некои 10-15 минути време, исчитајте добро за таа компанија каде што аплицирате, затоа што остава многу поголем впечаток и поголеми ви се шансите да бидете поканети на интервју. Така, ете, многу бав совет, навистина, секогаш треба одлична подготовка, посебно за кога се аплицира, да не биде тоа ради реда, како што спомна и ти. Искуството во странство претпоставува многу те промени. Ете, лично ти, како се гледаш на она Мери претходно, пред да тргнеш, например, во странство и да живееш во сите тие градови, и како си еве денес? Не се споредува старата Мери што израсна во Македонија со она што се врати после 10 годишно искуство во странство, буквално, особено поради тоа што тоа искуство беше во различни земји. Најпрво Чешка, Мексико Сити, Шикаго, Лондон, тоа се различни култури. Те прави многу порезилиентен да се прилагодуваш на секаква ситуација. Отидов од средина што е, пример, Чешка е многу слична на нашиот стил на функционирање. Отидов во средина во Мексико, каде што се е многу полежерно, поопуштено, така да начинот на работа не може да е исто со тие вработени, отколку, пример, Лондон, каде што сите работат на едно многу брзо темпо, каде што не се толерира мрзливост или опуштеност. Така да, буквално, ме исчеличи, ме направи една многу издржлива личност, што може да се прилагоди во било кој
било која ситуација. Затоа и на евенти, без разлика дали ја познавам индустријата или не, нормално не можам да ги познавам сите 10 индустрии што ги покриваме. Јас можам да водам разговор и да бидам присутна и да бидам ценета во ситуација, во група со луѓе од секаков калибар и од секаква индустрија, токму поради таа снаудливост што сум морала да ја научам од различните средини. Тоа навистина прекрасно. И еве подкастот се вика На каде одиме? Како сметаш ти, на каде одиме, на каде се движи светот во конкретните организирање настани, нови технологии и така натаму? Значи, буквално, се повеќе и повеќе, особено после ковидот, увидовме дека тој личен контакт меѓу луѓето е најбитен. И затоа и се створи таква побарувачка и на светско ниво и кај нас за такви настани. Бидејќи, да, можат истите професионалци тоа да го исчитаат на интернет, но кога ќе се запознаат со таа личност, кога ќе испијат еден коктел и ќе дознаат некоја информација, кога ќе запознаат луѓе од ист калибар што може еднаш во животот ќе им се најдат, е навистина многу по специјално и по-драгоцено, отколку истото да го направат само од една канцеларија. Така што мислам дека ковидот колку што ни наштети во секој поглед, за нашата индустрија всушност докажа дека присуство на вакви евенти, вмрежување со правилните личности од било која индустрија е бесценато. Се надам дека корисни совети на нашите гледачи им пренесовме, а јас ти благодарам многу за овој пријатен разговор. Ти благодарам, Марија, за поканата.